студиото со вас, Славица Арсова. Добар ден и добре дојдовте. На почеток на дневникот гледаме кои настани го одбележаа денот. 14,5 денари поскап дизел, 5 денари поскап бензин од полноќ на бензинските пумпи во Македонија. Граѓаните побрзаа да ги наполнат резервоарите пред ценовниот удар. Поскапувања, криза и државни мерки и во регионот. До крајот на неделата евакуација на сите пријавени македонци од Блискиот Исток. Досега извлечени 150 лица. Цело време имаше ракети, се слушаше и ноќеска ве будат од спиење, слушате експлозии. Искрена благодарност до владата, прв пат да се чувствува човек горд, не пречека, не сместија. Државата плаќа за враќањето дома. Судење за пулс. Жртвите настрадале не само од пиротехника, туку и од непрописни услови за излез и евакуација. Македонија подготвува дипломатска реакција до Софија за црниот печат за адвокатот Менкиновски. По овие вести во живо известуваме каква е ситуацијата на бензинските пумпи во земјата по информацијата од регулаторот дека цените поскапуваат од полноќ. Останете со нас, почнуваат вести. Драстичен скок на цените на горивата во земјава. Од полноќ дизелот поскапува за 14,5 денари и ќе се продава по 85,5 денари за литар, додека бензините поскапуваат за 5 денари. Одлуката на регулаторната комисија за енергетика доаѓа по шокот на светските пазари предизвикани од воената ескалација на Блискиот Исток. Веднаш по објавата на новата цена, граѓаните побрзаа да ги наполнат резервоарите. Наташа Мерсовска известува. Наташа, има ли во моментов гужва на бензинските пумпи? Да, цаци, на бензинските пумпи влада вистински хаос по одлуката на регулаторната комисија дизелот да поскапи за 20%. Но конкретно на оваа бензинска од пред 15 на минути веќе нема за продажба дизел гориво. Инаку регулаторната комисија одлучи од полноќ литар дизел да се продава поскапо за 14,5 денари, додека бензините поскапуваат за 5 денари. Во надеж дека ќе заработат некој денар, граѓаните побрзаа да ги наточат своите резервоари. Експертите препорачуваат владата веднаш да преземе мерки за да го заштити стандардот на граѓаните, но и на бизнисите. Од владата засега велат дека немаат одговор дали ова прашање утре ќе се разгледува на владина седница, но додава дека владата ќе направи се, односно ќе донесе мерки за да се ублажи евентуалниот ценовен шок. Деталите ги гледаме во продолжение. Од полноќ дизелот поскапува за 14,5 денари, бензините за 5. Регулаторната комисија ги објави новите цени на горивата, пошто следуваше вистински метеж на бензинските. Граѓаните побрзаа да ги наполнат резервоарите за да заштедат некој денар. Поскапувањето се должи на скокот на цените на нафтата на светските берзи и повисокиот курс на доларот во однос на денарот. Експертите препорачуваат потребна е реакција веднаш. Завршување на војната на Блискиот Исток не се гледа во скоро време, така што цената ќе продолжи да расте, но прашање е и дали ќе ја има. Бараат владата да ги активира стоковите резерви и да донесе мерки за заштита на граѓаните и бизнисот. И затоа што високата цена секако дека ќе ја подгре инфлацијата, а сето тоа ќе се преточи и на конкурентноста и на трошоците на работа на компаниите. Затоа треба да се размислува за сите опции, нормално промпто следење, ако треба интервенција од државните резерви, бидејќи најлоша работа е доколку се соочиме со недостиг, а исто така можеби во делот на цената да се размисли товарот да го преземе и државата на сметка на буџетот, затоа што во одредени држави гледаме и мерки као што е ограничување на цената, односно на тој начин да се амортизира трошковниот инпут пред секој бизнис секторот, за да не дојде до покачување на цените. Од Министерството за енергетика нема одговор дали утре ќе достават предлог до владата за прогласување кризна состојба, за да може да се намали ДДВ-то од 18 на 10%, но и да се откажат од дел од акцизата до 4 денари. Од владата велат дека ќе преземат мерки за да се заштити стандардот на граѓаните, но се уште не знаат дали утре ќе одлучуваат за тоа. Експертите сугерираат наместо еднаш неделно регулаторната комисија да го врати стариот правилник и цените да се одредуваат барем 2 пати неделно. Ако остане вака, товарот од дневното поскапување и осцилациите на берзите ќе го понесат само нафтените компании. Доколку нема промптно реагирање на проблемот,
граѓаните и компаниите може да се соочат со недостиг, као што се појави веќе и минатата недела. Јасно е дека не може товарот на кризата да го носат само компаниите од петробизнисот, затоа што секојдневно со продажбата тие фактички генерираат загуби, имајќи во предвид дека цената секојдневно е повисока. Во спротивно ќе се соочиме со недостиг, односно нема да точат гориво, затоа што нема економска логика некој да продава гориво, а потоа да треба истото купи по повисока цена. Се поизвестна е заканата од нова енергетска криза во светот. Министрите за финансии на најголемите економии Г7 закажа вонреден состанок на кој ќе бараат мерки за ублажување на ударот, откако цената на нафтата ја надмина психолошката граница од $100 за барел. Ке се разгледува можноста од координирано ослободување на нафта од стратешките резерви на земјите членки од Меѓународната агенција за енергија. Во моментов таму се чуваат околу 1,2 милиарди барели, а за почеток би можеле да се ослободат од 300 до 400 милиони барели нафта. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Дел од земјите во регионот воведуваат силни државни мерки за да ги ублажат ценовните шокови од растот на нафтата по конфликтот на Блискиот Исток. Србија забрани извоз на нафта и постави максимални цени. Хрватска повторно го регулира пазарот, а Словенија го прошири системот на контролирани цени и на бензинските пумпи на автопатиштата. Албанија, Црнагора и Бугарија засега само го следат пазарот со засилени инспекции. И покрај последното поскапување, горивата во Македонија и натаму се меѓу најевтините во регионот. Со интензивна државна регулација регионот се брани од шоковите кои ги предизвика растот на цената на суровата нафта по конфликтот на Блискиот Исток. Од утрово Србија забрани секаков извоз на нафта. Пред 3 дена владата во Белград постави максимална цена која е околу 10% пониска од пазарната. Трошокот од ограничувањето заеднички го делат владата и нафтените компании, за што српската министерка за енергетика упати огромна благодарност. Во Хрватска по 9 месеци слободен пазар, владата повторно го врати регулирањето, но за разлика од Македонија, кај нив цените ќе се определуваат еднаш на 2 недели. И таму товарот на поскапите енергенси го делат државата и бензинските пумпи. Државата се откажува од дел од давачките, а трговците од дел од заработката. Dalje ćemo voditi računa o sigurnosti opskrbe, da imamo dovoljno derivata za tržište. Evo već u nekim susjednim zemljama je došlo do poremećaja, do nestašica, mislim da nam je to prioritet i zato ove mjere moraju biti odmjerene i izbalansirane kako bi uravnotežili to sve da tržište ne ostane bez derivata, bez robe, a da opet cijene budu koliko toliko приуштиве. Словенија, која подолг период ги определуваше максималните цени, по стартот на нафтената криза го прошири опфатот на бензински пумпи, па сега, освен во градовите, цените ќе се регулираат и на бензинските на автопатите. Словенечката влада се очекува покрупни одлуки да донесе на седницата утре, а како што пишуваат словенечките медиуми, најверојатно ќе се оди со моделот на кратење на давачките за акцизи и профитот на бензинските. Мене прije svega strah da će sve ostalo da poskupi, upravo iz razloga što kad skoče gorivo, zbog transporta i takvih stvari, da će to da se iskoristi za novi spin inflacije i tako dalje. Nisam posebno zabrinuta, puniti neću ništa više nego što uobičajeno punim jer se neću spasiti. Dolaze razne informacije do nas da će nestati gorivo, da poskupljenje и све, тако да дефинитивно смо забринути. Албанија, Црнагора и Бугарија се уште само го следат пазарот. Против високите цени во овој момент се борат со интензивни инспекции и разговори со нафтените компании. И по последното поскапување, горивото во Македонија останува меѓу најефтините во регионот. Поевтино се продава само во Босна и Херцеговина. Земја со најскапи енергенси во малопродажба во моментов е Србија, каде литар дизел чини над 106 денари. Александар Спасовски, Сител телевизија. Опозицијата смета дека владата веќе доцни со преземање чекори и дека како резултат на инертноста ќе дојде до поскапување на сите производи и висока инфлација. Лидерот на СДСМ Венко Филипче попладнево пред малку презентираше 3 предлог мерки кои смета дека државата може да ги преземе за ублажување на ценовниот шок. Сега ќе се соочиме со поскапување на се друго. Ќе поскапи струјата, ќе поскапат основните прехранбени
продукти и тоа ќе биде еден ланец на настани кои што ќе следат после поскапувањето на горивата. Имајќи предвид дека владата ништо не прави, сметам дека треба да предложиме нешто, да го земат предвид и да го направат за доброто на граѓаните. Прво предлагаме намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% при промет на сите енергенси, дизел, безоловен бензин, гасно масло, течен нафтен газ и метан. Понатаму намалување на акцизата за 4 денари и тоа е нешто што директно ќе намали цената на 1 литар на горивата по бензинските станици и дополнително на се следување на 0% ДДВ на основните прехранбени производи за да се амортизира евентуален скок на цените. Статистика измери 2,9% повисока инфлација во февруари годинава во однос на истиот месец претходната година. Поскапување од 3,9% се забележува кај храната и пијалоците. Од храната најголемо поскапување има кај овошјето и јаткастите производи, потоа кај млекото, млечните производи и јајцата. Поскапување за една година има од 4,2% кај шеќерот, поскапувањето е речиси 9%, но тука станува збор за берзански производи. Доколку се погледне инфлацијата на месечно ниво, таа е зголемена за 0,2% во февруари споредено со јануари. Исто толку е покачувањето и на цените на храната. Најголем раст има кај ставките услуги за образование од 4% и кај облеката и обувките за 1,1%. Од Народната банка за Сител велат дека податоците за инфлацијата во последните месеци укажуваат на стабилизација и постепено забавување, но неизвестноста во глобалното обкружување и натаму е значајна. Геополитичките тензии, особено на Блискиот Исток, можат да влијаат врз движењето на цените на енергенсите, што е еден од клучните фактори за инфлацијата на глобално ниво. Со оглед дека станува збор за геополитички настани, чии тек и време траење е тешко да се предвидат, во овој момент е рано за попрецизни проценки за нивното влијание врз инфлацијата во следниот период. Како мала и отворена економија, нашата економија може да почувствува одредени ефекти, пред се преку цените на енергенсите и преку надворешното економско обкружување. Народната банка внимателно ги следи сите случувања и редовно изработува сценарија за можните ефекти врз домашната економија, со цел на времено да се реагира доколку се појават посилни инфлацијски притисоци или други ризици за макроекономската стабилност, велат за Сител на БРМ. Евакуација на македонски државјани од Блискиот Исток по ескалацијата на безбедносната криза со владин авиони и комерцијални летови од Дубај и Тел Авив веќе се вратени над 150 граѓани, а се очекува уште стотици да пристигнат во следните денови. Владата одлучи евакуацијата да биде целосно бесплатна, но операцијата се соочува и со логистички предизвици. Дел од пријавените лица не се појавиле на закажаните летови. Колку македонски државјани се уште чекаат евакуација и како тече операцијата, во продолжение известува Мирјана Давидовска. Експлозии и аларми за засолнување ова постојано го слушале нашите државјани кои вчера се вратија од Дубај. Опасноста да паднат остатоци од ракетни истрели била голема и не смееле да излегуваат надвор. Поголем број од групата која вчера вечер пристигна од Дубај беа семејства со мали деца кои заминале на одмор. Наместо звуци на бранови, македонците поминаа денови на неизвестност и под строги забрани за движење. Уште првиот ден биле контактирани од македонската амбасада која за цело време се грижела да бидат на безбедно. Бевме во Дубај, сместени на марината. Искрено благодарност до владата, прв пат да се чувствува човек горд, не пречека, не сместија на аеродром, чекавме, не стави авион, не донесува назад, секоја чест. Цело време имаше ракети, се слушаше, имаше, ги гледавме реално кога имаше. Сега имаше многу изјави дека и е мирна ситуацијата. Реално, ако зависи каде си сместен во Дубај, нели, локацијски може да е мирно, може да не е мирно. Аларми, ноќеска ве будат од спиење, слушате експлозии. Предупредување кои што стига на мобилните, затоа што имаше остатоци од ракети или од дронови кои што паѓа. Меѓутоа се на се беше прилично безбедно. Со првиот комерцијален лет беа донесени 151 патници од Емиратите во најголем број македонци, но со овој лет беа вратени и неколкумина странски државјани за кои било побарано помош од македонското МНР. 14 лица се пријавиле, а потоа не дошле на аеродромот. Муцунски порача да бидат одговорни и доколку побарале да се вратат, да ги следат инструкциите од амбасадата. Оваа репатриација ќе биде целосно бесплатна. Утре пристигнува уште една поголема група. Се евидентирани уште
од прилика 430 македонски државјани, а во текот на оваа недела од Дубај се планирани уште 2 лета. Би сакал да напоменам дека 14 пријавени лица не се појавија на аеродромот во Дубај. Апелирам до нашите граѓани. Сите кои што бараат евакуација, а кои што до сега не контактирале, во најбрз можен термин да ги контактираат нашите дипломатски конзуларни представништва, а доколку некој и се предомисли, и тоа е легитимно право, доколку одлучите да останете во тие држави, исто така навремено да не информира како институција нашата амбасада ги информира за таквите одлуки. Македонските ДКП имаа сериозни предизвици во евакуација на македонските државјани од Израел, но и од Иран. Таков случај беше и фудбалерот Ашковски, кој со помош на македонската амбасада во Турција беше успешно извлечен по копнен пат и пренесен во Турција, пошто оттаму се вратил во Македонија. Во Израел има уште еден наш државјанин кој побарал помош од амбасадата и за него се прават напори да биде вратен дома. 5 мина македонци кои беа таму во четвртокот беа извлечени по копнен пат до Египет, од каде со владиниот авион се вратија во Скопје. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Ден за Пулс. Жртвите настрадале не само од пиротехника, туку и од непрописни услови за излез и евакуација. Македонија подготвува дипломатска реакција до Софија за црниот печат за адвокатот Менкиновски. Продолжи судењето за трагедијата во Пулс. Обвинителството тврди дека смртта на жртвите е последица не само на пожарот предизвикан од пиротехника, туку и на сериозни пропусти во безбедноста и евакуацијата на објектот. На денешното рочиште сведочеа лица поврзани со набавката на пиротехниката. Одбраната пак побара промена на притворските мерки за дел од обвинетите. Тамара Дичовска. Панчо и Мартин Атанасовски Буцо од групата ДНК 1,5 година пред пожарот во Пулс купиле 8 прскалки од фирма во кисела вода која ги продавала нелегално, бидејќи на сопственикот не му се исплатило да вади лиценца за пиротехниката. Сопственикот на фирмата, кој беше сведок на денешното рочиште, изјави дека во еден наврат Панчо ја купил кутијата со која се активираат прскалките, а Буцо ги купил самите прскалки. За нив не издал фискална сметка, бидејќи прскалките ги набавил од пазар во Бугарија и формално не му биле наменети за продажба. Сепак во Скопје им продал 8 прскалки на членовите на ДНК по цена од 500 денари за парче. Тој смета дека дискотеката не изгорела од неговата пиротехника која прошверцувал од Бугарија. Според него неговите прскалки имале домет од околу 2 метра, додека од видеата на кој се гледа пожарот во Пулс, искрите од прскалките достигнували до 3 метри. Дополнително ДНК користеле ваква пиротехника на речиси секој настап, која можела да се набави и пазар или во Косово. Па, како што рече, нема логика неговите прскалки да ги чувале година и пол за да ги употребат на 16 март. Ги донесов со автомобил од Бугарија и ги продавав по 500 денари за парче, додека на Битпазар се продава и по 300 денари. Материјален трак нема, бидејќи не ги продавав со фискална сметка. Прскалките ги земав повеќе за демонстрација за тоа како работат куферчињата за активација, да се покаже како функционира системот, а не сме се занимавале со продажба, сведочи Шигновски. Тој посочи на претходен инцидент кога настапувала групата. Во дискотека во Гевгелија за време на настап на ДНК, од пиротехниката се запалиле платно и звучници. ДНК во клубот де факто во Гевгелија имаат запалено и платно и изгореа и звучници. Ми кажа колега од Гевгелија. Откако го спомена во исказ во обвинителството, ме направи партал со што сум го кажал, изјави на денешното рочиште. Тој не се сеќава точно колку време пред трагедијата во Кучани се случил пожарот на сценските реквизити во Гевгелија. Адвокатите на обвинетите од Министерството за економија, кои во 2012 година издале лиценца за Пулс, праша дали сведокот треба да седи на обвинителна клупа поради шверц на прскалки и дали обвинението е селективно. Обвинителот одговори дека луѓето не загинале од прскалките, туку затоа што немале каде да избегаат. На денешното ручиште се испитува и други сведоци. Вработен во Агенцијата за обезбедување Рубикон изјави дека по трагедијата сопственикот му наложил тој да ги исплаќа платите на вработените. Сметководителката пак која ги водела финансиските работи на Рубикон посочи дека немало склучен писмен договор меѓу Пулс и Агенцијата за обезбедување. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Рече се 1 година по трагедијата во дискотеката, дел од повредените се уште се на физикална терапија и медицински третмани. 30 на лица продолжуваат со рехабилитација, додека институциите бараат решение тие да бидат ослободени од плаќање партиципација за лекување. Два тима, едниот во бели, а другиот во црни дресови, сите со бројот 63. На ден пред годишнината од големата трагедија во Пулс. Во училиштето Свети Кирил и Методи во Кочани ќе играат кошаркарски надпревар. Во тимовите ќе бидат повредените од пожарот.
а парите од влезниците ќе бидат наменети за спомен од бележе за 63-цата загинати. А речи си една година од пожарот кој ја потресе јавноста. 30 од повредените се уште одат на физикална терапија, а сите со изгореници го користат ласерот на клиниката за кожни болести. Работната група во Министерството за здравство бара начин како овие лица да бидат ослободени од плаќање на партиципација. Разговараме со работната група да најдеме начин како тоа да влезе во некоја од програмите кои што ги имаме постоечки, бидејќи тоа не е едно од ветувањата и лично моја и на владата за да може да се реши тој проблем. Таа партиципација колку и да е мала, треба да се отстрани се со цел да може таа комуникација помеѓу институциите и семејствата или граѓаните кои што имаат некаков тип на барање на третман да може да не плаќаат партиципација. Со повредените од пожарот во Пулс се уште работат специјалисти по потреба, а за естетски корекции лекарите велат дека е рано. Иако им било понудено, не ја користат хипербаричната капсула во болницата во Кочани која беше донација. Тие ги обавуваат третманите во хипербарна капсула во Штип и секако во 8 септември која што е сега, скоро е донесена во 8 септември, таката тука капсулата им беше понудена, не сака да употребат заради клаустрофобија и заради панични напади. Во пожарот на 16 март 2025 година загинаа 63 лица, околу 200 беа повредени, од кои најголем број беа транспортирани во странски медицински центри. Сања Димитровска, Сител телевизија. Како адвокат и поборник за човекови права заработи црн печат за влез во Бугарија. Кои правни механизми и дипломатски алатки стојат на располагање? Тема на денот во 19 со Тони Менкиновски. Македонското МНР размислува и ги разгледува можностите за дипломатска реакција по одлуката на Бугарија да му забрани влез во земјата на адвокатот Тони Менкиновски во следните 10 години. Детали од Ивана Соколович Најдова. Македонското МНР ќе одлучува кои дипломатски механизми ќе ги употреби како реакција до официјална Софија по одлуката за 10-годишна забрана за влез на адвокатот Тони Менкиновски, бранител на македонското малцинство во Бугарија. Министрот Муцунски ќе ги разгледува наводите во одлуката пред да донесе одлука како ќе реагира, но вели дека е разочаран од постапката на земја членка на Европската Унија. Мерката и механизмот дополнително ќе процениме во рамките на институцијата каква мерка и кој механизам ќе го искористиме што го имаме на располагање, но јас сум не само негативно изненаден, сум и длабоко разочаран за односот на една земја членка на Европската Унија кон нашите граѓани и не сакам да верувам дека Европската Унија, која што посакуваме да станеме полноправна членка, ќе застане на страната на едни вакви ретроградни действија и механизми кои што доаѓаат од нашиот сосед. Македонците од Бугарија, чиј застапник пред судот за човекови права е Менкиновски, вела дека забраната не е со правна позадина, туку етничка, само затоа што е македонец. Ваквата одлука за нив е потврда за дискриминацијата која им се прави. Правна гледна точка е комплетно скандалозна, а и политички е скандалозна во интерес на вистината. Зборуваме за човек кој што нема направено ништо незаконско, ништо против Бугарија, ништо кое што бугарскиот закон би можел да го идентификува како причина да се забрани влегувањето во земјата. Бугарија овде направи голема грешка, бидејќи такви случаи на губене на контрола од страна на бугарските власти само помагат Европа да види дека се работи за многу тежок случај на дискриминација, на цела политика на дискриминација на едно малцинство кое што постои во Бугарија и кое што Бугарија упорно сака да направи да не постои. Менкиновски доби црн печат во пасошот преди обид на 6 март да ја помине македонско-бугарската граница, а полицијата му врачила одлука дека има забрана за влез во следните 10 години. Без да бидат наведени причините за ваквата одлука, ниту каква закана представува за Бугарија. Тој вели дека ова е обид за негово замолчување поради ангажманот како правен застапник на македонците пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Менкиновски најави дека ќе ја оспори оваа мерка пред домашните меѓународните институции. И премиерот Мицкоски најави дека како држава ќе ги искористиме сите алатки за заштита на секој еден македонски граѓанин. Ивана Соколович Најдова, Сител телевизија. Менкиновски